средба со премиерот, затоа и сме повторно тука. Секој вторник сме тука, му даваме време една недела да најде 5 минути, 10 минути време и за нас. Гледаме на секаде ангажиран, нормално следиме преку медиумите каде се оди, само за нас нема време, не знам ние народ ли сме, што ли сме. Така. Вие сте веќе 4 недели овде, така? 4 недели, да. 4 недели сме. Еве, писмено барање поднесовме во владата, бараме разговор, ако не може премиерот, министерот за економија, министерот за финансии. И што доколку и по една недела никој не ве прими на разговор? Па и пак ќе дојдеме и во вторник, повторно ќе дојдеме, пак му даваме фора една недела да не повика, да разговараме, да седнеме на маса човечки, да не слушне за нашите маки и страдања сите овие години. Знаете, без една плата како е да се живее, а камоли без 24 плати. Значи, секој нормален човек само да помисли што значи без една плата да се живее во ова време, кризно. И сега, вака јавно пред медиумите, ги повикувам, значи сите работници во Македонија, на кои што не им е исплатено, значи од сите фабрики, на кои што не им се исплатени платите, да дојдат идниот вторник тука во 10 сат, па белким која ќе бидеме повеќе народ, белким тогаш ќе снајде сили и време премиерот да не прими, затоа што не има многу. Значи, нека се откаже од некои проекти, тие пари нека ги намене за нас, за платите. Еднаш веќе нека го реши тој горлив момент, горливи прашања што се на народот. Значи, сигурно не има многу. Има Охрид, Куманово, Прилеп, каде да се завртиш во секој град, има фабрика во која што луѓето останале на улица без нивните плати, заработени плати. Значи не бараме нешто што поклон, не бараме поклон. Значи бараме тоа што сме си го заработили да не го дадат. Сакам да го повикам премиерот, пошто е толку добрестен, оди по селата, ги исполнува желбите на луѓето, доделува по телефон станови, пари, субвенции, да најде начини, ние сме народ, да дојде меѓу нас, да не разбере, да не го исплати долгот и да си одиме сите по своја страна. Вака не оди. Он се преква народен човек, уствари меѓу нас не ќе да дојде со години. Го повикуваме уште додека работеше овде. Не најде време да доаѓа. Сега за наши пари пане ќе да доаѓа. До кога да го чекаме? Да чекаме нова година си оди. Вие сте реално овде, нели, 4 недели. Ние доаѓаме само условно вторник. Да, условно казано, вие сте под прозорот на премиерот. Дали реално очекувате да добиете некако? Пошто он наоѓа време секаде кога отиде из Македонија, по сите села, овде во центар, дома му дојдовме, неќе да дојде, мене не ми е јасно. Од што се плаши, ние сме луѓе, толку наши пари изработени да неќе да не ги дае. А има пари сигурно. Ако има пари за тркало, мора да се најде пари за овие луѓе. За заработените плати. 24 заработени плати. Тркала и споменици, благодарам. Не ни треба.